Почитуван председавач, ви благодарам, почитувани колеги, пратеници, почитувани представници на медиумите. Господјо Шенкеринска, се надевам ќе ми слушате, па после ќе искоментирате. Колеги, ве молам, не дофрлајте. Благодарам многу. Ви благодарам. Господја Шенкеринска, ве молам. Ви благодарам за ве молам, вниманието. најискрено, ве молам, не дофрлајте. Почитуван колега Димовски, Ве молам, не и во оваа дофрлајте реплика мора да сугерирам, мора да напоменам, односно сите овдека мора да продискутираме дека првото нешто што мора да го имаме на ум, а особено членовите на Комисијата за прашање на избори и именување кои што треба да бидат изгласани на оваа седница, првото нешто што на сите треба да ни биде на памет е народот. Народот кој веќе околу месец дена секојдневно ни испраќа пораки. Народот кој вчера од Прилеп ни прати порака дека тој народ припаѓа само на една политичка партија, а таа политичка партија е Република Македонија. Затоа, почитувани колеги, за изборот на членовите на Комисијата за прашање на избор и именување треба и мора да дебатираме. Искрено, колега Димовски, се надевам дека не само со дофрлање, туку колегите од Социјалдемократскиот сојуз, затоа што вчера и повикува, меѓутоа надвор од оваа сала на дебата, ќе се вклучат во дебатата по повод оваа точка и конечно, можеби на говорница ќе ни кажат, например, како избраници на народот, дали, како што некои нивни челници изјавија, например, тие поддржуваат геноцид над партизаните. Кога веќе изјавија геноцид на партизаните, се извинувам. Кога веќе велат дека треба да се дебатира за македонската химна, дали веќе размислувале што ќе извадат, што ќе додадат во македонската химна? Или дали може би повторно ќе дозволат да го негираат делото името на првиот председател на македонската држава Методи Андонов Ченто? Многу прашања, меѓутоа, за жал, овдека ниту еден одговор. За жал, колегите од Социјалдемократскиот сојуз не чувствуваат потреба да дадат одговор на ниту едно прашање, кое што прашање во овие денови е прашање на народот на Република Македонија. Вчера во вашиот говор ја споменавте и намерата на СДС да ги одложи локалните избори во Македонија. Предизвикувачите на кризата сакаат кризата и да ја продлабочат. Веќе не постои човек во Македонија на кого не име јасна нивната намера, а таа е со манипулации, со уништување на најсветото во државата, тоа е државата, да дојдат на власт. Ви благодарам.